Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, за жал денес здравството во општина Кочани и граѓаните се фрлени на колена како од централната власт, така и од локалната власт. Доказ за тоа е ова позади нас. Имено, пред неколку години ЈЗУ општа болница Кочани од министерот Филипче беше преименувана во ЈЗУ општа болница со проширена дејност. За да денес констатираме дека таа ни малку не е проширена, напротив, таа е скратена дејност, бидејќи скоро сите оделенија едва функционираат, а одредени дејности со години не постојат. Доказ за ова е и затворената модуларна болница позади нас, која подолго време не работи, и тоа во неголемата здравствена криза предизвикана од пандемијата со COVID-19, кога бројот на заболени и починати од ова зло кај нас беа најголеми во цел свет. Намената на оваа болница требаше да биде од помош не само на нашите граѓани, туку и пошироко. За Кочанската болница пресметаа дека искористеноста е 1%. Сепак, министерот Филипче подоцна заедно со локалната власт, таа мала искористеност не ги спречи во поставувањето на овие монтажни бараки од страна на фирми блиски на власта за милионски суми, изгора на тоа истите денес да не работат скоро една година. Да подсетиме дека воедно од истите тие фирми блиски на власта, КЈП Водовод Кочани набави метларка за рекордни 5,25 милиони денари или близко 85.000 евра. Кочанската болница е градена со самоприденост на граѓаните и како локална власт ние ќе се грижиме за незиното напредување и нема да дозволиме истата да пропадне и да се затвори. Да ги кажеме и барањата на матичните лекари специјалисти по семејна медицина, кои истите во немоќ до мене како представник во Советот на општина Кочани ги доставија на предпоследната седница. Како прво, да биде активирана модуларната болница за сместување на болни за COVID-19. Како второ, надлежните институции да постават протокол за работа на итната медицинска помош за транспорт на болни и заболени од COVID-19 до ЈЗУ клиничка болница Штип инфективно оделение. Како трето, надлежните институции да преземат мерки со кои ќе се олеснат лабораториските диагностички постапки со ЈЗУ Институт за трансфузиологија Скопје, а која е во склоп на ЈЗУ општа болница со проширена дејност, односно за испитување на дидимери кај заболени од COVID-19. И како четврто, да се овозвожи матичните лекари да закажуваат рентген кај пациенти заболени од COVID-19. За сите овие точки, советниците од СДСМ не сакаа да дискутираме со образложение дека ние, представниците избрани од народот, сме биле ненадлежни за проблемите на граѓаните од здравството. При тоа, не сваќајќи дека сите ние без разлика на политичката припадност сме и потенцијални пациенти кои може да ги стрефи истата мака. Уште еден факт, дека локалната власт, практикувана од СДСМ, како преку Советот, така и со градоначалникот, не успеаја заедно да обезбедат соодветна помош ниту за граѓаните, ниту за здравствените работници во општина Кочани во справување со пандемијата од COVID-19, со неискористување на средствата од програмите за социјална, детска и здравствена заштита, како за буџетот од 2019, така за буџетот из 2020. Иако при тоа имаше едногласни одлуки од Советот за купување на пулсоксиметри за мерење на сатурација кај болни од COVID-19, ни тоа не го спроведува преку горе наведената програма. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикуваме на 17 октомври сите масовно да излеземе и да гласаме за бројот 7, како за градоначалник, така и за листата за советници, предводена од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, и да ги казниме представниците на СДСМ. Дајте да создадеме нова иднина. Промени, проекти, победи. Благодарам.